Почитувани гледачи, вие сте со регионалните вести на телевизија Киси Менада, а во нив ќе гледате. Новата скијачка сезона на Попова шапка привлече голем број посетители. Гостиварец приведен поради нарушување на јавниот ред и мир и лажна пријава за физички напад од неговиот татко. Лани на Тетовското подрачје биле превземени 850 мерки кои се однесувале на недавање предност на пешаците во сообраќајот. Маглата не ги спречи посетителите од најразлична возраст денес да дојдат на скијачкиот центар Попова шапка, а најавата за убавото време за време на деновите од викендот ќе донесе уште поголема посетеност. Од раководството најавуваат дневно и ноќно скијање, забави и слични настани. Во координација со другите надлежни институции ќе се организираат за сообраќајот да се одвива непречено. Попова шапка во нова сезона со снежна покривка од 90 сантиметри. Голема посетеност како од домашни, така и од странски туристи. Деновиве имаше магловито време и скијачкиот центар работеше со половина капацитет. За време на викендот пак се очекува голем прилив на гости и сончево време, како и исполнети сместувачки капацитети. Тоа значи во функција ни беа ски лифтовите поток 1, поток 2, аеродром и Г. Имајќи го предвид дека не работивме со полн капацитет, ние донесовме одлука и цените на ски картите, например дневната ски карта што беше 1100 денари за време на работните денови, пошто нели имавме две категории на ценовник, одлучивме да ги продаваме по 800 денари, се со цел скијачите да ги исполнуваат нивните очекувања, а да не ги штетиме во нивните џебови. Имаме најава за подобрување на времето, сончево време, за време на викендот и ќе продолжиме да работиме со полн капацитет кој што веќе ни е на располагање во нашиот центар. Ние реално за овој викенд, почнувајќи од петок па се до недела, имаме неколку активности во ски центарот Попова шапка. Петок почнуваме со ноќно скијање за прв пат за ова сезона. Ке има организирани настани, диџеи, атракции и така ке продолжуваме и за сабота и за недела. Ке биде интересно, очекуваме да имаме голем прилив на туристи, на посетители. Така, минатиот викенд беше отварањето, имавме ситуација кога имаше премногу туристи, нели нема доволно паркинг места и сообраќајот беше закочен. Како ќе се справите во однос на ова прашање околу паркинг места и регулирањето на сообраќајот? Да, секако треба да имаме на предвид дека беше недела, последен ден на распустот за деца од ски школите. Приливот на туристите и на луѓе во нашиот центар беше голем. Исто така, немавме доволно време да се справуваме односно нашите соработници, институциите со кои што соработуваме, полицијата и службата од Македонија Пат, пошто имавме големи врнежи од снег и патиштата не беше возможно да се чистат целосно, странично, за да создаваме дополнителни паркинг места на самиот пат до достигнување на ски центарот. Сега веќе сме во координација секој ден, работиме на терен заедничко со Македонија Пат, со полициската служба и веќе сме спремни да ја олесниме ова гужва за викендот што не очекува. Колку паркинг места има на Попова шапка? На Попова шапка имаме 3 јавни паркинг места. Исто така и го имаме и паркингот пред хотел Попова шапка, кој што реално не ги задоволуваат
потребите или приливот на коливе и туристиве кои што стигнуваат во нашиот центар. Јас имам еден јавен повик до сите граѓани, до сите посетители да ги почитуваат правилата и насоките од страна на полицијата, за да може да не се справуваме со такви големи гужби, да немаме проблеми со големи колони при самото враќање од центарот на Попова шапка. Со оглед на гужвите кои се создадоа на патот кон Попова шапка на денот на отворањето на сезоната, од секторот за внатрешни работи Тетово велат дека е изготвен и посебен план кој ќе овозможи непречено и безбедно движење, при што ќе бидат поставени повеќе полициски служби. Додаваат дека капацитетот на регионалниот пат е несоодветен за толку голем број возила колку што беа регистрирани на отварањето и дека просторот за паркирање е недоволен, поради што доаѓало до повремен застој и метеж. Апелираат до возачите задолжително да ги почитуваат наредбите на полициските службеници. Во анкета посетителите велат дека се задоволни од условите и убавите скијачки терени кои ги нуди Попова шапка, но дел од нив сепак ги потенцираат долгогодишните проблеми, како недостигот на паркинг места. Супер, супер, супер. Прва доаѓаме сезонава, супер. А Да. до сега каков впечаток имате за шапка, какви услови нуди? Пригодни Лош паркинг, лош пристап, инаку си друго е одлично. Па добро е, има снег. Задоволни сме, има услови за тренинг. Убави се терените. Местото е уба се, само услугата на жичарите, мислам, од паранешите, од југословенските тие што беа, другите. Сега единствено тоа новата. За жал годинава снегот малку подоста ни дојде. За време на зимскиот распуст не успеа учениците да искористат благодетот од скијањето. Супер! Какви се условите? Добри. На заминување го сретнавме Салудин Мустафи, кој на 70 години не се откажува од скијањето. Ни раскажа дека започнал од 7-годишна возраст и со дрвени скии. Порачува секој да дојде на Попова шапка и да ужива во оваа убавина. Уште се скијам, па секоја година обавезно дојдем у Шапке по 10 дена, 15 дена, освен секој други, трети ден дојдемо на скијање овде. Што ќе им порачате на оние кои што не биле на шапка и Ја им порачам да дојде да види што е убавина кај наша Шапка овде. Според проценките и искуството од минатата година, кога имаше 100 дена скијање, се очекува сезоната да трае до средината на месец април. Политичките провокации од страна на бугарскиот европратеник Ангел Џамбаски кон македонците и несоодветното реагирање од страна на политичката власт во Македонија, председателот на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицкоски ги спореди со театар. Тој посочи и дека ваквото килаво однесување на политичарите од власта во Македонија се должи на нивната огромна корумпираност. Најпрво тргнаа со тезата ќе прогласувале персона нон грата, па потоа се повлекоа, што чекаат да дојде 4 февруари, па да се случат инциденти, па тие луѓе да предизвикаат и да провоцираат од маргинални политичари, од буквално естрадни политичари, претворија сега политички тешкаши со овие пинг-понг изјави кои што се случуваат во јавноста. Овој Џамбас, како се викаше, овој европскиот политичар, како му беше презимето, од што не знае што да направи повеќе, буквално како циркузант во естрада се однесува за да добие некој политички поен повеќе на темата мрази ги македонците, навредува ги македонците, мрази Македонија и така натаму. И што направија они со тоа? Буквално ништо. Ете, тоа е оној театар и тоа е онаа естрада во која што ја претвараат политиката во Македонија. Ова нивно килаво однесување предпоставувам е резултат на нивната огромна корумпираност и заштита на криминалот, за да останат уште некој ден, некоја недела, некој месец на тие позиции, за да можат на грбот на овој народ да се богатат и се подготвени се да проглотат, па дури и народот да го жртвуваат, па дури и днината на народот да ја жртвуваат, само за да може тие уште некој ден да останат таму каде што се. Тезите на министерот за надворешни работи Бујар Османи се на штета на државните интереси и тоа кажува дека ова е политика на коленичење. Се ставаме во подредена положба на Бугарија, истакна председателот на Демократски сојуз Павле Трајанов во интервју за Макфакс.
не прифаќам изјава на министер за надвошни работи, за него да е битно што ќе каже оштетени на тепанијата, условно кажано, не му било битно што ќе кажат институциите. Во собствената држава да ги негираш институциите што работат МВР, обвинителство, судот, на расчистување на колку ли беше мудра таквата политика и таквите изјави, еве да речеме Османи, пак се повикувам на изјавите пренесени во медиумите, вели не ми е битно што ќе кажи истрагата, туку мајката и оштетениот. Тоа апсолутно не ги штити институциите, значи не ја штити реалноста. Кој е тој што бил вклучен во наркобизнесот, обвинет за поседување на кокаин, кој што имал должички односи со групата која, да речеме, каде што имавме тепачка, и на која јас насилството навистина го судам и апелирам до сите граѓани да не учествуваат во такви, да речеме, да не наседнуваат на такви провокации, бидејќи може да биде тоа смислено, за да имаме такви дополнителни случаи и да бидеме презентирана пред светот, пред Европската унија, пред стратешките партнери, САД, посебно дека ние не ги почитуваме правата на малцинствата, сме против Бугарија, против бугарите. Треба да водиме сметка. Нека се води дискусија, полемика во јавноста, со аргументи, никако насилство. Таквите тези што ги презентираше господинот Бујар Османи се неприфатливи, непродуктивни и се на штета на нашите национални интереси како држава, затоа што тоа кажува дека ние, затоа зборува, тоа е политика на коленичење, на, да речеме, се ставаме во подредена положба во однос на Бугарија. Да, таа има право на вето, таа е членка на Европска унија, но ние со силата на аргументите мораме да бараме дека ние ќе ги исполниме сите копенхашки критериуми за влез на Македонија во Европската унија. Ние на тоа треба да се држиме, на тие критериуми, на европски стандарди, на имплементација на европските вредности. Инаку, ако влеземе во ова кавга непродуктивна со Бугарија, мислам дека ќе биде на штета. Мораме нашите партнери да ги убедиме дека ние сме држава со реформи, со демократски институции, дека ги исполнуваме сите критериуми што се клучни за влез во Европската унија. Само на тој начин ќе се движиме напред. Секој стручен влог во донесување на новиот закон за употреба на македонскиот јазик е драгоцен придонес за нашата државност, истакна министерката за култура Бисера Костадиновска-Стојчевска на денешното обраќање на јавната дебата за предлог законот за употреба на македонскиот јазик. Искрено верувам дека имаме квалитетен текст и очекувам денеска низ конструктивен диалог да го дозаокружиме предлог законот, што ќе ни овозможи на тамошно процесуирање во форма на закон и негово конечно усвојување во Собранието на Република Северна Македонија. Со особено задоволство се заблагодарувам на членовите за Советот за македонски јазик, кои имаа посветен, стручен, студиозен и активен придонес во изготвувањето на предлог законот, кој се работеше во соработка со Министерството за култура. Во изминатиот период продолживме со усовршување на предлог законот за употребата на македонскиот јазик, откако процесот беше запрен во 2020 година по јавната дебата на која пристигнаа голем број забелешки. Потребата од тогашниот нов предлог закон беше израз на се поголемиот број примери за непочитување на законските мерки, донесени со законот од 1998 година и негрижата за македонскиот јазик во различни сегменти и на различни нивоа од општествениот живот. По дебатата од пред 2 години до Советот за македонски јазик и до Министерството за култура пристигнаа голем број забелешки, квалитетни, обмислени, суштински предлози, кои во изминатиот период беа темелно разгледувани и се вметнати во оваа верзија која е сега пред нас. Затоа, изразувам искрена благодарност до сите експерти од правната и од лингвистичката област, кои учествуваа во усовршувањето на идниот закон, кој верувам ќе не однесе сите во нов период, во кој на секој ниво на комуникација ќе се води сметка за правилната употреба на стандардниот македонски јазик. Закон кој ќе ги зајакне механизмите на чување, негување, ширење и афирмација на стандардниот македонски јазик. Јазикот е нашиот темел, израз на нашиот идентитет. Затоа, секој стручен влог во донесување на правната рамка за негова употреба, чување на неговите посебности е драгоцен придонес за нас самите и за нашата државност. Во продолжение следуваат информациите од билтенот на СВР Тетово.
Полициски службеници на СВР Тетово, Оделение за внатрешни работи Гостивар, вчера во 10 часот и 30 минути лишиле од слобода 19-годишник од Гостиварска Долна Бањица, поради сомнение за негова инволвираност во физичкиот напад пријавен на 24 јануари од 18-годишник од Гостивар, а што се случил на улица Живко Брајковски во Гостивар. Тој е задржан во полициската станица Гостивар за целосно расчистување и документирање на случајот. Вчера пак околу 15 часот и 20 минути во гостиварската населба Млаки, полициски службеници на СВР Тетово, Оделение за внатрешни работи Гостивар, привеле 28 годишен гостиварец, кој пред тоа го нарушил јавниот ред и мир и лажно пријавил дека физички бил нападнат од неговиот татко. Тој е задржан во полициската станица Гостивар за натамошна постапка, пошто ќе му биде изготвен соодветен поднесок по законот за прекршоци против јавниот ред и мир. 27 годишна тетовка вчера во 16 часот и 15 минути во СВР Тетово пријавила дека во блок 70 во Тетово била касната од куќа скитник. Претходната година на Тетовското подрачје биле превземени 850 мерки кои се однесувале на недавање предност на пешаците во сообраќајот, информираат од СВР Тетово. Во вкупниот број преземени сообраќајни мерки лани на Тетовското подрачје, значително застапени со бројка од 850, биле мерките кои се однесувале на недавање предност првенство на пешаци, односно непропуштање на оваа категорија учесници во сообраќајот, дури и на обележани пешачки премини. Целта на преземените мерки била и ќе биде поголема безбедност на пешаците, а преку навремено откривање и законско санкционирање на возачите кои не ги почитуваат нивните обврски кон пешаците. На возачите прекршители им биле изготвени соодветни поднесоци и тие ќе се соочат со парични глоби, кои за овој вид прекршок се движат од 20 до 250 евра во денарска противредност. Покрај тоа, за оние кои најнепосредно го загрозиле безбедното движење на пешаците, предвидена е и заштитна мерка, времено одземање на возачката дозвола од 3 месеци до 1 година. Во функција пак на поголема безбедност на пешаците, претходната година исто така биле организирани и повеќе сообраќајни поуки со кои вкупно биле опфатени 544 најмногу пешаци, но и велосипедисти и мотоциклисти. Лани исто така на Тетовското подрачје биле изречени и вкупно 334 мерки за користење на неатестирани фолии или фолии поставени спротивно на законот за безбедност на сообраќајот на патиштата. Глобата за овој вид прекршок изнесува 250 евра во денарска противредност. Почитувани гледачи, тоа беше се за ова издание на регионалните вести. Ви благодариме на вниманието со кое не следевте. Пријатно!